Кога Русија ја нападна Украина, Катерина Михалко што тука ја започна својата кариера, помагајќи да се поврзат технолошките компании со владата. Таа се уште е во Украина, но сега работи во индустријата за воена технологија што брзо се шири. Како оперативна директорка на TechForce in UA, здружение на 6 технолошки компании, Михалко прикажува еден од многуте дронови развиени во Украина. Овие дронови се веќе во првите борбени редови, а украинската војска тоа го користи за да добие предност. За помалку од 6 месеци украинците го развија и изградија UAV Shark, извидувачки дрон што се лансира со катапулт и користи падобрани за слетување. Произведен од компанијата Urex Space Systems, дронот може да навлезе на територија под контрола на Русија длабоко, да врши воздушен надзор и да го приспособи по потреба огнот, вклучувајќи го и оној на ракетните фрлачи HIMARS. Компанијата за собирање средства за армијата на дронови, поддржана од украинската влада, значително придонесе за развојот на овие беспилотни летала. Оваа тешка војна ни дава можност да ја развиеме технологијата на вистина брзо, бидејќи инженерите можеа да добијат повратни информации од првите борбени редови и од луѓе во војската. Минатата пролет, Украина го лансираше воениот технолошки кластер Brave 1, кој ги обединува државните, воените и одбранбените програмери од приватниот сектор. Во рок од неколку месеци, Brave 1 успешно регистрираше над 300 прототипови и проекти и доби многу грантови, вели главната оперативна директорка Наталија Кушнерска. Генерал штабот ни даде 12 главни приоритети. Не се работи само за дронови, се работи и за интелигенција за проценка, се работи за одбранбена технологија. Дроновите може да носат и мали експлозиви кои може да бидат фрлени во руски ровови или на тенкови и воени возила. Како одговор на овие напади, русите ја блокираа сателитската навигација. Юджин Најштетик, основач на технолошкиот стартап Radio Bird, се осврна на овој предизвик. Неговиот дрон, Defender, може да лета без сателитска навигација и да детектира различни цели што имитуваат радио, вклучително и системи за електронско војување. Мисијата на овој дрон е да ги идентификува целите што имитуваат радио и да разбере каде има електронско војување, каде има противвоздушни единици, радари, заеднички единици и слично. Значи ова ќе биде еден од менувачите на играта. Radio Bird соработува со полската компанија RRS Aviation за да го насочи производството. Косопственикот на RRS, Јержи Новак, е уверен дека украинската инженерска и полската производствена експертиза можат да помогнат да се стави крај на војната. Секоја работа што помага во моментот да се заврши војната е многу важна за мене. Најштетик се согласува. Ни требаат многу дронови. Тоа е војна на дронови. Украинските технолошки предприемачи играат клучна улога во овозможувањето на војската и владата да се спротистават на Русија. Нивната посветеност и иновативност се клучни фактори за издржливоста на Украина.